Првиот фестивал го одржавме на Мајка Тереза площадот, вториот во кинотека, третиот исто во кинотека и оваа година идеме на повисоко ниво големата сала во МКЦ. Селекцијата ја правевме, она е додуша направено уште пред 4 години. Имавме 20 имиња кои сакаме да ги донесеме, до сега донесовме 7. Ту имаме најстариот син на едни од најмаркантните личности во блуз музиката, синот на Мади Уотерс. Се вика Мад Морганфилд со огромно портфолио блуз позади себе. На наше големо задоволство дојде директно од Чикаго и се враќа назад. Секогаш фестивалите со себе носат и некои други активности кои што имаат карактер на работилница, презентација на инструменти, различни поводи да уметници и колеги се собираат, имаат можност да продискутираат и малце да добие фестивалот некој пооргански карактер наместо тој базично формален со настап, пресови и цел тој редослед и процедури. Во иднина се надеваме исто дека би можеле да направиме еден арт сектор во рамки на фестивалот, кај што ќе се собираат секакви материјали од уметничка фотографија, цртежи, слики, видео, аудио записи секако од настаните. Вон фестивалите со концертни вечери, ама мали, така. Беше Blues Wire од Грција, познат грчки бенд. Имаме уште 2 настани, мислам дека во октомври, доаѓа Тони Холидеј од Америка и во декември се Летички пекинезери, исто во Маракана. Секоја година ни нас фестивалот од хуманитарен карактер. Значи сите билети што ќе се продадат, мислам парите од продадените билети се донираат во хуманитарни цели. Има со тоа што се помалку места каде што може да се свири блуз музика. Така што овие фестивали се начин да се промовира оваа музика пред сека помладите, бидејќи од година година се приметува дека е така еден по-затворен круг на љубители на оваа музика и целта е да се расшири, да се запознаат многу луѓе со оваа музика. Ни фали еден млад бенд. Не е проблем да ние направиме фестивал, не е проблем да викаме луѓе од страна. Проблем е што нема младите деца не свират блуз. Ако би имало огромна поддршка од нас. За жал нема ни еден. Тоа е проблем.